Власта се подготвува за попис во април, а опозицијата од утре ја почнува постапката за укинување на законот за попис. Формалното собирање потписи од граѓаните ќе почне следниот месец. Прво треба да се соберат 100 потписи во подрачните единици на ДИК, тие да ги поминат собраниските филтри и да биде известен спикерот Џафери. Лидерот на ВМРО-ДПМН смета дека попис во услови на пандемија е ризик за здравјето на граѓаните. Потсети дека повеќе држави го одложиле пребројувањето. Повика власта ако инсистира сепак да спроведе електронски попис. Комбинираниот метод според Мицкоски не е решение, бидејќи во тој случај попишувачите повторно ќе треба да тропнат на вратата на граѓаните. Хрватска го одложи пописот, соседна Бугарија го одложи пописот, Србија го одложи пописот, Сојузна република Германија го одложи пописот, Романија, бидејќи на нив животите на граѓаните им се мили. За разлика од нашата влада, животите на граѓаните не им се мили. Тие се луѓе кои што се подготвени и врживи луѓе да газат, само да дојдат до својата цел, а тоа е како да го плячкаат сопствениот народ. Тие, дали бил тој комбиниран, дали бил само теренски, свесно го туркаат народот во едно апокалиптично сценарио. Социјалдемократите пак сметаат дека со комбиниран модел ќе се добијат релевантни податоци. Електронски попис не бил доволен да се добијат потребните податоци според Евростат. За потсетување на јавноста, ВМРО-ДПМН, партијата која денеска бара да спроведеме само електронски попис, во 2019 година силно се противеше кога се носеше, воведуваше Централниот регистар на население. Тогаш аргументите им беа дека тоа ќе било замена за попис, дека преку него ќе се спроведувал електронски попис, а денес токму оваа партија бара само електронски попис. Владата пак верува дека пописот ќе помогнал да се спречи иселувањето. Ќе се попишат нашите граѓани и нивните домаќинства во странство. Ова ќе даде приказ на миграцијските движења како основа за стратегија и политики за успешно запирање на овој процес, се вели во владиното соопштение.